секој 2 години и тоа како во машка, така и во женска конкуренција. Овој пат домакин на турнирот на нациите е главниот град на шаховскиот гигант Русија, Москва. Токму во Москва за прв пат ќе настапи и репрезентацијата на Република Македонија. Да им посакаме на нашите олимпики и олимпици достойно да не презентираат во светот. Олимпискиот трофеј ќе го брани репрезентацијата на домаќинот Русија, во чии редови се очекува да настапат и велемајсторите Гари Каспаров и Анатолий Карпов. Во оваа прилика ќе погледаме по една нивна партија од оваа година. Најпрво ќе ја погледаме партијата помеѓу светскиот првак Гари Каспаров и силниот енглески велемајстор Најджел Шорт. Партијата играна во Амстердам оваа година. Гари Каспаров со бели фигури се отвори со потезот Е4, а Најджел Шорт се брани со француска одбрана. Таа инаку постојано на неговиот репертоар. Следи Д4, Д5 и сега конј С3. Шорт игра потезот конј F6 и овдека белиот е на мала раскрсница, дали да продолжи со ловец Г5 или веднаш да го затвори центарот со Е5. Тој се решава за потезот Е5, на што следи конјот Д на Д7. Сега белиот зафаќа простор во центарот, а црниот повторно се обидува тој центар да го подкопа со С5. Следи конј F3 и конј C6. Сега борбата се води околу полетот D4. Белиот го подкрепува, истовремено се развива со потезот ловец E3. Следи C зема на D4, скокаш зема на D4 и сега ловецот на C5. Значи повторно врши мал притисок на точката D4. Дама D2, црниот рокира и белиот рокира на големата страна. Ова навестува дека ќе се развие остра борба, затоа што има хетерогени рокади. Црниот веднаш се припрема да настапи на даминото крило, а белиот се разбира на кралското. Затоа тој игра H4. Сега следи конј D4 и ловец D4, значи измена на коњите, за да му даде пат на Б пешакот, да појде напред. И во оваа позиција Гари Каспаров игра топ на H3. Значи, уште не се изјаснува се развојот на белополниот ловец, затоа што не е јасно тој каде стои најдобро, а од друга страна топот по третиот ред ќе има претежно офанзивни дејства, меѓутоа ако затреба, нели по третиот ред ќе може да дојде и во одбрана. Значи, ова е првата критична позиција. Во оваа ситуација Шорт продолжува со Б4, со напад на коњот, кој што доаѓа на полето А4. Овој коњот полето А4 ќе има важна функција. Прво мора да се изјасни што ќе прави со ловецот, нели црниот, а понатаму ќе видиме дека ќе го отежнува развојот на црниот на даминото крило, тој коњ токму од полето А4. Следи измена за да не се губи време и дама Д4. Оваа позиција веќе е позната во теоријата, се играле повеќе партии на оваа тема и овдека вообичаено е дама А5, значи со напад на коњот, на што ќе следи Б3 и се уште не е јасно црниот како ќе ги развие тие фигури на даминото крило. Исто така, ако продолжи А5, затоа што пионот е нападнат, би следвало ловец на Б5, нели го држи под контрола коњот и овие полиња, значи ќе бидат во власт на белиот. Тука Шорт игра нов потез, свој потез кој што веројатно го припремал во својата домашна лабораторија. Тоа е потезот F6. Доста остар потез, сака да го подрие центарот на белиот од оваа страна, да може да ги развие фигурите. Во оваа позиција Гари Каспаров ќе одигра неколку одлични потези и ќе сруши црната концепција. Но тоа е далеку неочевидно. На кој начин ќе го направи тоа? Прво дама Б4 зима. Го зема тој пион и сега на Ф5, значи со потезот F6 за момент остана слаб овој пешак на Е6 и Гари Каспаров веднаш се внедрува со својата дама на полето Д6 и го напаѓа пешакот на Е6. Најлогичен одговор во оваа ситуација е дама F6. Да се развие
да се развие и да го брани тој пешак. И сега додавме до критичната позиција во која што Гари Каспаров одигра потез кој што веројатно Шорт воопшто не го очекувал, али тоа е големината на Гари Каспаров. Го игра потезот F5. Идејата е, затоа што сите овие фигури се неразвиени на дрвената страна, не му се поврзани се уште редовите, да го разбие црниот центар. Во оваа ситуација црниот не може да земе со дама на F5, заради, да речеме да земе на F5, заради топ F3. Еве уште една функција на тој топот H3, и сега кога ќе се повлече, на било кое поле, следи измена на F8, и на скакач F8, следи скакач на B6. Од таа причина, црниот не може да влезе во оваа варијанта и во позицијата после најтешкиот потез во партијата, потезот F5, значи он дава прво шах на H6. Шах, белиот доаѓа на крал B1 и во оваа позиција црниот го зема пешакот на F5 со топ. Сега Гари Каспаров игра уште еден потез, многу тежок, а тоа е потезот топ F3. Тој смета дека топот на F5 е активна фигура на црниот и дека треба да се промени. Секогаш активните фигури на противникот е полезно да се променат. Топ F3. Шорт не гледа подобар потез, отколку самиот да промени на F3. Можеше да следи и дама F6, да ја врати дамата во игра. На тоа би следило топ F5, дама F5, и сега ловец на E2. Ловец на E2 прави место за топот, прети топ F1 и, например, на дама F7, за да отиде во одбрана, ќе следи ловец G4. Повторно на пипува таа слабост на E6 и на потезот конј F6, да речеме за да ја ослободи диагоналата, повторно тој конј од A4 прави проблем, доаѓа на B6 и ја решава партијата затоа што црниот повторно ќе изгуби една фигура. Значи во нашата позиција на топ F3, црниот самиот менува на F3, следи GF3. Дамата се префрла сега на полето F6, поблиску до кралот, а белиот продолжува со својата иницијатива на полето H3. Повторно напаѓа на E6. Сега, во оваа ситуација, црниот игра крал на F7. Не може да одврте друга фигура, например, со коњот да дојде тука, заради повторно тој потез. Значи, тој коњ мора да го има секогаш предвид и да го брани полето B6, да има предвид дека белиот сака таму да скокне, ќе му нападне две фигури и ќе земе една од нив. И сега во оваа ситуација, кога црните фигури се малку дисхармонизирани, белиот треба да удри во центарот. Тоа можете да го направи на два начина, со C4 и со F4. Каспарова партијата игра C4, тоа ќе видиме, а исто така го дава и потезот F4. Како потез кој што заслужува внимание, уствари доста јак потез. Сега, ако црниот може на два начина да одговори. Ако земе на F4, тогаш топот доаѓа на E1. Повторно напаѓа овдека. Ако проба со контранапад дама H4, тогаш ќе следи топ H1, односно ако проба конј F8 прво, да го брани тука, значи ќе следи конј B6 и сега, значи на конј F8 следи одма конј B6, тоа веќе ни е познато. Сега не може да земе на H4 заради топ H1 и тоа ќе биде двоен удар, ќе прети откриен шах со овој топот заседа, а ќе прети да ја земе и таа фигура. А ако, например, одигра ваков потез, ловец B7, да проба да даде квалитет, ама да ги развие силите, тогаш дама C7 следи шах, го напаѓа ловецот, мора да се покрие. Сега дама F4 шах, кралот на G8 и во овој момент може да го земе тој квалитет. Конј А8, ловец А8, пардон, ловец на А8 и сега дамата доаѓа на Б8. Посмиот ред го врзува, го напаѓа ловецот, тој мора да се повлече, доаѓа на C6, следи шах, мора крал H8 и сега топ F1. Посмиот ред е врзан и губи фигура и матира неколку потези. Да ги наместиме фигурите.
Тука има уште една интересна варијанта, а тоа е на потезот F4, ако црниот проба да се брани вака. Значи таа активна дама да ја понуди на измена. Тогаш има една ваква ефектна варијанта. F5, значи го враќа пешакот, дама D6, ED6. Значи црниот стално има проблем со тој заостанат пион на E6. Сега мора да ги развие силите и би дошол коњ F6 да му даде простори на ловецот. Во таа ситуација сега е битно да се одземе тоа поле и следи коњот овој пат на C5. Нема покорисен потез, сега на коња 4 би следало D7 губи фигура заради претњата D8 дама. Нема друг потез не се гледа, освен топ B8. И сега топ E1. Повторно го напаѓа тука, трет пат. Не може толку да брани. И заради тоа мора да направи контраигра на овој пешак. Црниот би следало топ B6. Сега следи шах. Измена на E6 и топ E6. Повторно црниот нема покорисен потез, отколку да го нападне овој коњ на C5 и тогаш би следала една ваква ефектна варијанта D7. Сега е напад на топот, нема друго, мора да земе. И D8 скокач, не дама, заради мат на основниот ред, туку скокач и потоа го зема тој топ на E6, во следниот потез ја станува со коњ повеќе. Значи, во оваа партија има многу комбинации и многу интересни варијанти. Значи, ова беше нашата позиција. Во оваа ситуација, значи, Каспаров од другата страна, значи, со потезот C4 сака да го подрие црниот центар. Црниот сега зима на C4, пошто висеше таму, затоа што висеше на D5, можеше да продолжи и D4, на тоа имаше два добри потези белиот C5 или F4, па на F4 топ F1, со страшна иницијатива. Сега после DC4, значи, се слободи полето C3 за коњот. И овој коњ, ќе видиме каква кариера ќе направи до крајот на партијата. Скакач C3. Веднаш го внесува во игра, сака да го стави на централното поле E4. Со шех и понатаму ќе видиме. Значи, коњ C3, дама E7 во оваа ситуација, мора малку да ги разврзе силите и сега дама C6 со темпо. Значи го напаѓа топот, топот нема подобро поле. Значи, топот топ B8 и во оваа ситуација коњ на E4. Коњ на E4. Црниот повторно тука нема голем избор во оваа ситуација. Значи, му прети шах да го земете ловец. За да го парира тоа, тој мора да игра коњ B6. Белиот продолжува со својата идеја и дава овдека шах на G5. Сега црниот го игра најпредниот потез, крал G8, за да го брани и тој пион. Инаку можеше да се случи да го остави тој пион за да добие темпо со потезот крал F8, на што би следал коњ H7 шах. Крал G8, повторно коњ G5 и сега, значи, ловец B7. Да го заврши развојот на овој начин. Меѓутоа, тука има една ефектна комбинација. Прво следи шах. Мора кралот да дојде на H8, затоа што ако дојде на F8, тогаш коњ H7 мат. Значи, крал H8. И сега белиот може да го земе овој коњ, кој што на прв поглед изгледа неприкосновен заради откриениот шах на E4. Но да ја продолжиме варијантата. Може да следи F4. Црниот ќе ја земе белата кралица. И уште еден ефектен потез. Шах. Одвлекување, кралот нема каде, значи мора да се земе. И сега геометриски мотив коњ F7. Во оваа партија главните варијанти се поврзани со белиот коњ. Значи на тој шах повторно мора тука, за да не биде откриен шах. И сега кога ќе дојде тука, на прв поглед повторно изгледа дека белата комбинација е со недостаток, затоа што со потезот топ D6 повторно црниот ги напаѓа двете фигури. И изгледа на прв поглед дека ќе изгуби едната од нив, но повторно тој чуден коњ доаѓа на F7, дава шух
И повторно се јава геометриски мотив на E6 и на H7. Значи на топ E6, конј G5 и конј E6 фигура повеќе. Значи нашата позиција е после конј G5. Тоа е нашата позиција, конј G5 шах и сега црниот значи доаѓа на полето G8. Така игра на партијата. Гари Каспаров веднаш дамата ја централизира, значи и веднаш напаѓа на точката H7, која што мора да се брани со G6. Сега следи дама E5. Повторно со темпо го напаѓа топот, кој што мора на B7. И сега последната фигура која што не му учествува директно во нападот е топот. И силен потез, топ D6. Повторно напаѓа на E6, овој пат тоа не може да се брани. Значи, се уште Гари Каспаров има пион помалку, меѓутоа, овој пешак во наредниот потез ќе падне и се руши целата позиција, зашто црниот крал ќе биде во матен напад. Во оваа позиција, шорт не гледа подруг потез, поинаков потез, потезот C3, не се гледа во оваа позиција. Следи ловец C6 шах, измена и сега се разбира со топ, затоа што дамата е централизирана и е на многу силна позиција. Во оваа ситуација, шорт се предал. Можеме да покажеме за илустрација само една варијанта. Ако продолжеше, да речеме со конј C4, контра шех да даде, тогаш би следвало дама C3. Повторно е дамата нападната и сега тука има два потези. Ако конј А3 шах, тогаш прво крал C1 и, например, дамата ако се тргне десно, тогаш топ C6 и неодбранјата топ C8 мат. А на топ B2 шах би следвало дама B2. Сега ако ја земе дамата, тогаш и белиот ја зема црната дама и тоа е повеќе топ. А на дама D8, например, да прети на D1, на D3, малку да му прави проблеми. Повторно следи ефектен потез. Дама H8, шах, мора да земе и повторно коњето. Дава шах, шех и со тоа повеќе решава партијата. Сега ќе погледаме уште една партија, играна оваа година, од другиот голем шампион на нашево време, од Анатолий Карпов. Негова противничка е Јудит Полгар. Јудит Полгар, една од трите сестри Полгар, сите три се занимаваат со шах и се многу јаки шахистки, но Јудит Полгар со неполни 20 години влезе во историјата на шахот како најсилна шахистка на сите времиња. Нејзиниот сегашен рейтинг изнесува 2630 поени и она на предстојна во Олимпијада во Москва и ќе ја предводи екипата на Унгарија. Ќе игра на прва табла за машката селекција пред прославениот Лајош Портич и другите силни унгарски велемајстори. Значи партијата игра на во Лас Палмас и Карпов со бели фигури против Јудит Полгар. Карпов се отвори со D4. Тоа го прави последниве години скоро постојано, следи коњ F6 и сега уште во вториот потез, малку психологија, не настапува како обично со C4, да не дозволи некој гамбит како што е Будимпештански или Волга гамбит, туку прво коњ F3. Ги ограничува можностите на црната, а Јудит Полгар игра својата милена кралско-индиска одбрана. Значи G6, белиот настапува со C4, значи борба за центарот и централните полиња, ловец G7 и сега фијанкетната варијанта. G3. Значи, со оваа фијанкетна варијанта не дозволува на младата Јудит Полгар, која што е доста оштар шахист, директно да нападне. Туку ќе се води претежно позицијна борба. Рокада. Ловец G2. D6. Сега белиот рокира. Коњ C6. И сега коњ C3. Во оваа ситуација, најчесто играм потез е потезот А6, но Јудит Полгар се решава на потезот кој што Боби Фишер го играше, поготово во млади години. Потезот Е5. Значи, веднаш удара, создава конфликт во центарот, белиот се разбира затвора, и сега коњ Е7.
Долги години во оваа позиција се играше C5. Значи, моментално дека овој пешак го зима на нишан, не може D5 заради коње 5, и после коње 8, CD6, CD6, белиот имаше мала предност. Дама B3, да нема F5 заради коње G5, тоа поле ќе биде ослабено. Меѓутоа, по последните партии на C5, коње 8, CD6 често зимаат со коњ, настануваат некои други позиции кои што не им се на секој вкус, нели? Затоа белиот продолжува здраво E4, запаѓа центарот. А Јудит Полгар, повторно коњ D7, отвара пат на F пешакот. Тоа е контраиграта на црниот во кралска виска одбрана. Белиот од своја страна исто треба да го потреби положбата на овој скокач и тој доаѓа на 1. Се стреми кон полето D3, кое што во многу позиции на кралска индиска одбрана е идеално поле за тој коњ. Следи F5 и коњ D3. Значи, ова е уште рана средишница. Јудит Полгар повторно коњ F6. Значи, сака притисок на полето E4, го отвора белиот ловец. Белополниот ловец на црниот и сега Карпов треба да продолжи понатаму. Он ја развива и последната своја лесна фигура, доаѓа на полето G5. Најприодно поле за тој ловец. Е сега овдека црниот е на раскрсница. Дали она игра F4. Прашање тој потез дали е најдобар, можеби можеше да задржи напетост и да го одигра потезот H6. Тој потез го одигра Гелфанд против Карпов. Карпов продолжи LF6, ловец F6 и сега F4. Значи, овој коњ од D3 врши функција и за F4 и за C5 во некои варијанти, затоа стои така добро во овој тип на позиција. И сега, на пример, на EF4 би следало коњ F4, ловец E5, така игра на таа партија. EF5, значи измена и на F5, за да го добие перспектива полето E4, ловец F5 и сега дама D2. C6 следеше во таа партија, значи сака да искористи таа диагонала. Белиот доаѓа крал H1, црниот дама B6 и топ од А на 1. Значи, ова е позиција во која што белиот има мала предност, меѓутоа Гелфанд со многу упорна борба успеа да реализира партија. Да се вратиме на нашата партија, каде што Јудит Полгар не го одигра потезот H6. Туку го одигра потезот F на E4. Значи, веднаш измена во центарот, сега белиот коњ доаѓа на централното поле E4, нели, а црниот измени за да може да го развие овој коњ кој што иначе немаше добри полиња. И оваа позиција не е нова. Тука имало повеќе обиди, дама D2 и така натаму, и Карпов играл потез топ E1. Топ E1 кој што он го цени како многу добар, а кој што ќе видиме на томошната партија зашто е така добар. Сега се уште не се гледа тоа. Следи H6. Да се изјасни, значи, белиот овдека. Сега следи измена на F6, коњ на F6 и на ловец F6. Значи, белиот се повлекува со својот ловец, затоа што ловец F6, дама F6 само би го забрзал развојот на црниот. Тој доаѓа на D2. На D2 со идеја да се префрли на C3. Нели? Црниот крал е малку ослабен. Во оваа ситуација, може би Јудит Полгар можеше да го продолжи со развојот ловец D7, но она се плаши некогаш G4 да не биде тој пион, значи, на удар и го препокрива уште еднаш. Игра крал H7. Крал H7 и на ловец C3 сега го развива ловецот. Ловец D7. Карпов, кој што како ретко кој има чувство за позиција и поготово за доминација, ќе видиме дека во оваа партија не прави ни една мала непрецизност. Значи, сите потези му се строго поврзани како еден мозаик и така ќе одигра партијата во тој стил до крај. Сега C5. Оваа точка е малку е разнишува. И сега ова е иста една критична позиција. Овде Јудит Полгар одигра потез B6. B6 кој што не е некој потез, мислам слаб потез е, меѓутоа ако одигра ваков потез кој што се наметнува, значи со коњот во центар да влезе, тогаш би дошло измена на D4, ED4 и сега C6. C6.
При измена на C6, DC6, BC6, DC6 и ловец F5, сега конјот би дошол на F4. И оваа позиција е токму во стилот на Анатолий Карпов. Што значи тоа? Дека овој коњ кој ќе дојде на E6 и во перспектива ќе биде променет, белиот ќе има многу подобра позиција со разнобојни ловци, заради тоа што позицијата околу кралот нема да биде така сигурна. Ќе има 3 пешаци против 2 на главниот дел на таблата. Иначе Карпов тие позиции ги разигрува виртуозно. А освен тоа, ако настане измена и на белополните ловци, и коњот против тој ловец ќе биде појат. Знаејќи како Карпов ги игра тие позиции артистички, Јудит Полгар се решава на потезот B6, кој што објективно е послаб, но со кој што она претпоставувам дека мисла дека ќе има повеќе шанси. Значи, тоа е нашата позиција, B6. Са веднаш да се изјасни. Анатолий Карпов оди напред и сега се разбира ловец E8, за да не ги прекине редовите тотално. Сега повторно, дека не се поврзани топовите, значи F4. Повторно сака на полето E5. Мора да земе, да промени, нема друго. F4 и сега конј F4. Тој конј се стреми на полето E6. Исто така врши притисок и на таа точка. Ловец F7, за да ги поврзе топовите и сега уште еден фин потез, дама D3, најсилен во оваа позиција. И белиот исто така ги поврзува топовите и сега црниот треба да одигра нешто. Многу непријатна позиција за игра. Значи, белиот сите важни точки ги контролира. Следи ловец C3. И сега не шаблонски дама C3, туку без зема на C3. Без зема на C3. Белиот е веќе спремен за потезот коњ E6. Во оваа тешка позиција, Јудит Полгар прави решавачка грешка. Решавачка е после наредниот потез на Анатолий Карпов. Тоа не се гледа така лесно. Она мораше да продолжи во ситуација дама F6. Она продолжи дама G5, тоа ќе го видиме, значи дама F6. Сега кога ќе дојде дамата на F6, значи би следил потезот ловец H3. Ловец H3 се идеја да се измени овде. И на топа е 8, ловец F5, G5, G5, топот една изменена е линијата и топ F1. Топ F1. Овде е слаб, тој ловец е многу ограничен, овој коњот е недодирлив. Јасна предност за белиот. Но тоа беше во оваа позиција најдобра шанса за Јудит Полгар. Но она погреши со дама G5, одигра овој навидум поприроден потез, на што следи ефектно H4. Топот е на 1, да не забравим. Сега ако земе дама G3, коњ G3, топот доаѓа на E7. И, например, на крал G7, топ C7. Овие два се многу јаки, по Е линија и добива партијата. А друга страна, ако земе на H4, тогаш GH4 и на дама F4, повторно топ E7. Значи, ако земе повторно овдека, на H4, GH4, дама F4 и сега топ E7. Повторно виси таму и спремен е за топ F1. И ако, например, топ E8 сака да парира на овој начин, тогаш измена. И губи фигура. Ако земе со ловец, топ F1 го губи топот, а ако земе со топ, тогаш повторно топ F1 и топ F7. Значи на тој начин го изгуби. Во овој момент Јудит Полгар ја осознала својата грешка, но овдека веќе ништо не може да направи. Значи тој тука. Сега мора да се повлече дама F6 и тука изгуби значено темпо. Дама F6 и сега во оваа ситуација следи коње 6. Овој коњ е многу јак, не може да се трпи, мора да се земе, да се промени. Топ E6. Друга фигура доаѓа на полето E6. Топот со уште поголемо дејство. Шех. Дамата доаѓа на G7 и сега се гледа колку е важен тој потез H4. Црниот е слаб и на таа диагонала. Воопшто сите бели полиња му се слаби. Значи H5. Повторно нема друг потез. Коње 7 и сега последниот потез во партија, топ од А на Е1.
топа да на 1, го напаѓа тој конј, кој што не може згодно ни да се брани. Например, ако дојде топ Е8, да го брани на овој начин, прво ќе следи меѓу потез шах. Сега не може со дама, заради ловете 4 губи дама, не може со конј врзане по линија, а например на крал Г8 или на крал Х8 би следало дама Д4, тоа е најпросто. Значи, последната фигура што го брани конјот два пати, се менува и конјот останува без заштита. Ето, драги гледачи, за вечерва, значи, проанализиравме по една партија од двајцата најголеми шахисти на нашата епоха. Пријатно. Шестото коло. Машката репрезентација на Македонија играше со репрезентацијата на Таџикистан и извојува убедлива победа од 3:1 без пораз. На првите две плочи нашите репрезентативци Богдановски и Јачимовиќ ги ремизираа своите партии, додека на третата и четвртата плоча Роландо Кутиров и Звонко Станоевски извојуваа убедливи победи. Од другите поважни резултати во ова коло ги издвојуваме Бугарија, Русија 2,5:1,5. Тоа е сензационална победа на силната репрезентација на Бугарија и најмногу благодарение на Веселин Топалов, кој што го совлада многу убедливо Гари Каспаров. Таа партија ќе имаме прилика да ја видиме и на демонстрацијната табла. Од другите резултати, Литванија и Холандија играа нерешено 2:2, Аргентина играше нерешено со втората репрезентација на Русија, исто така 2:2, Исланд и Кина 2:2, Југославија, Украина 2:2, Шпанија, Хрватска 2,5:1,5, Израел, Франција 2:2 и висока победа на Босна и Херцеговина против репрезентацијата на Индија, која што игра без својата прва плоча, Вишнаватан Ананд, кој што се припрема за меч против Крамник, 0:4. Да ја погледаме сега и табелата после шестото коло. Начело се Холандија и втората репрезентација на Русија со по 17 бода, со пола поен предност пред Бугарија, Босна и Херцеговина и Литванија, кои што имаат по 16,5, а понатаму следат Аргентина, Југославија, Кина, Унгарија, Естонија и Шпанија. Нашата репрезентација добро котира на табелата со 14 бода. Исто така, вечерва се играше и женскиот турнир, во кој што македонската репрезентација играше против репрезентацијата на Финска и резултатот беше нерешен 1,5:1,5. Косковска загуби на првата табла, но затоа Ирина Богоевска на третата табла победи, втората заврши нерешено, така што крајниот резултат беше 1,5:1,5. Од другите важни резултати да ја забележиме победата на Грузија против Кина од 2,5:0,5. Најважна партија во тој меч беше партијата помеѓу светската првенка Кси Јун и Маја Чибурданидзе. Партија што ја доби Маја Чибурданидзе во далечна завршница со црни фигури во Карокан одбрана. Со тоа Грузија се издвои на табелата. Русија, втората екипа на Русија играше нерешено со репрезентацијата на Унгарија, за кој што играат и двете сестри Полгар, 1,5:1,5. Азербејџан, Украина 2:1. Додека мечевите помеѓу Југославија и Русија, првата репрезентација на Русија, нерешено 1,5:1,5, како и Хрватска, Романија 1,5:1,5. Да ја погледаме сега и табелата на женскиот турнир, значи убедливо водство на Грузија со 15,5 бодови, 2 бода пред репрезентацијата на Унгарија. Тоа е голема предност за грузиските шахисти кои што играат на овој турнир во голема форма. Понатаму, значи, следат Унгарија со 13,5 поени, потоа е Романија со 13, а на делба од четвртото до 8-то место се Русија, втората екипа на Русија, Азербејџан, Естонија и Молдавија. Македонија малку заостанува со 8,5 бода, но нели на турнирот на нациите конкуренцијата е страотна. Сега ќе се префрлиме на демонстрацијната табла да ја погледаме прекрасната победа на Веселин Топалов против светскиот шампион Гари Каспаров. Гари Каспаров во мечот помеѓу Бугарија и првата репрезентација на Русија. Веселин Топалов со бели фигури се отвори со потезот Е2, Е4,
на што следеше C7, C5, значи сицилијанска одбрана. Уште со првиот потез Гари Каспаров дава до знаење дека ќе игра строго на победа. Коњот G1 на F3, сега D6. D4, C зема на D4, коњ зема на D4, сега коњ F6, коњ C3 и A6. Така наречената Најдорфова варијанта, која што е постојано на репертоар на светскиот првак Гари Каспаров. Тој инаку има многу сличен репертоар со црни фигури, како и поранешниот светски првак Боби Фишер, кој што исто така постојано со црни фигури ја играше оваа варијанта. На ова место постојат многу продолженија. Ловец E2, ловец G5, ловец C4, F4, A4 и така натаму. Топалов го бира потезот ловец E3, кој што е многу популарен во последно време, најмногу благодарение на индискиот велемајстор Вишванатан Ананд, кој што постојано го игра токму овој потез со голем успех. Сега може и E5, значи но Каспаров игра E6, исто така вообичаен потез во оваа позиција. И сега следи G4. Значи веднаш белиот напредува, сака да го истера коњот од F6, да зафати што повеќе пространство, затоа потезот H6 привремено да го стопира. И сега F4. Самиот избор на оваа варијанта со потезите G4 и F4 покажува дека и младиот Топалов игра остро, не се плаши од својот голем противник, игра на победа. Следи коњ C6, белиот мисли и на развој, затоа ловец E2 и сега во оваа позиција E5. Коњ F5, G6, го брка од ова јако поле, коњ G3 и сега EF4. Инаку белиот ќе продолжеше со F5, нели? Вака сака да го добие тоа поле. Ловец F4 и сега ловец E6. Ова поле D5, централното поле е малку ослабено и црниот се развива и уште еднаш го контролира тоа поле. Очигледно дека белиот нема да рокира на малата страна, затоа го игра овој потез H2, H3 со идеја да ја ослободи дамата од одбрана тој пешак G4, за да може да игра понатаму дама D2, а пешакот на G4 да не биде под удар. Следи топ C8 и во оваа ситуација, верувам, драги гледачи, дека многумина би одиграле дама D2 со идеја голема рокада. Но Топалов игра еден многу интересен, силен и лукав потез. Тоа е потезот топ од H1 на F1. Веднаш го зема на нишан коњот на F6, кој што привремено го брани само дамата, нели? А дамата секако сака на даминото крило да направи, да проба за контра игра, да направи и во некои варијанти останува да виси тој коњ на F6. Сега ако одигра ловец G7 веднаш, без заштита е пешакот на D6, но тоа не е толку важно. Поважно е тоа што ќе ги пресече редовите на црниот, кој што не ќе може да рокира. Не ќе може да рокира, значи на ловец G7, што е природен потез, инаку би следело ловец на D6. И ако треба, после ќе ја затвори таа диагонала со E5 потезот. Црниот би имал проблеми. Меѓутоа, Каспаров, кога одел на оваа позиција, го имал предвид потезот дама B6. Дама B6, веднаш напаѓа на B2 и го ослободува топот за евентуално кога ќе земе ловец D6 да го врзе со топ D8. Нели по делинијата. Сега дама на D2. Дама на D2, природен развоен потез, сака голема рокада. Ако во овој момент црниот го земе тој пешак на B2, тогаш би следело топ B1, ја напаѓа дамата. Дамата мора да отстапи на A3 и на прв поглед изгледа дека се е во ред со црната позиција. Меѓутоа, би следел потезот топ на F3. Се покажува силата на тој потез, претходно топ F1, значи
сега топот преку третиот ред ја зима на нишан под рентген дамата на А3 и сега прети да отскокне на D5 на B5 со темпо, овде е слабата точка D6. И што би можел црниот да игра во таа позиција? Значи ловец G7 не може заради коњ B5 и коњ D6, а на дама А5, например, ако дојде, тогаш би можел да следи потезот ловец D6, нели? И на топ D8, што е најпрвен одговор, би следал потезот топ D3, уште една функција на тој топ. Топ D3 и црниот не би можел згодно да го заврши развојот. Се уште не рокиран. Една нетипична сицилијанска партија, ќе видиме каде што двајцата противници ќе играат без рокади. Значи ќе се води една жестока пресметка, каде што ќе се покаже дека Веселин Топалов подлабоко ја оценил оваа остра ситуација. Значи дама D2, ловец G7 и сега ловец D6. Сега кога ловецот е на G7, топ D8 не е така опасно, би можел белиот да рокира. И, например, на потезот коње 5, веројатно дека би можела да уследи и ваква една жртвена дама. Ловец E5, топ D2, топ D2. Сега е загрозен коњот на F6, нели го напаѓа два пати од топот на F1 и од ловецот на E5, а црниот го брани само еднаш. Значи, ако го помести коњот, тогаш ловецот ќе остане без заштита, а например на ловец C8, да проба да го брани повтор пати со дамата, тогаш би можел да следи топ на D6. И например на дама E3 шах, крал B1, проблемите на црниот остануваат со заштита на тој коњ на F6. Што би можел сега црниот да одигра во оваа ситуација? Не се ни гледа некој згоден потез. Значи ловецот го брани коњот и брани и напаѓа. Ако например одигра рокада, нели? Тогаш би следало прво топ D3, да ја отфрли дамата и после ќе земе на F6. А ако одигра просто не се гледа потез. Ако одигра ловец F6, ловец E6, значи, да, рековме таа варијанта. Не се гледа згоден потез. Значи, ќе земе уште една фигура, ќе остане со топ и две фигури за дама, што е премногу. Да. Да вратиме нашата позиција. Значи, ова беше позицијата во партида. Последниот потез на белиот беше ловец на D6. Сега во оваа позиција црниот игра коњ на G4. Коњ на G4, за да го отвори црнополниот ловец. И сега ќе видиме што ќе излезе се од оваа гужва. Ловец G4, тоа е правилен потез, после ќе се види зашто. Сега дама B2. И уште еден силен потез. Тоа е потезот E5. Значи сака да ја прекине таа комуникација на дамата на B2 и ловецот на G7. За момент да ја прекине, што ќе се покаже многу важно. Следи коњ зема на E5. За момент е прекината таа диагонала, нели? И тоа белиот ќе видите како го користи. Топ на B1, сега следи на расплет. Дама зема на C3. Дама зема на C3. Топ зема на C3.
И сега важен меѓу потез. Прво ловец E6 измена. И на F E6 топ B7. Многу фигури беа променети во последните неколку потези. Сега малку се расчисти ситуацијата, да видиме каква е позицијата сега. Значи, моментално црниот има еден пешак повеќе, но тој пешак не игра никаква улога, затоа што белиот топ на седмиот ред е многу активен. Нападнате ловецот на G7. Црниот повторно игра со една фигура помалку, топот на хаосу му е. Не може да го воведе во игра. Не може со ловецот да дојде на F6, не може на F8, значи виси и тука. И сега дури светскиот шампион веројатно сватил дека дошол во пропадната позиција. Тој се обидува вака, со контранапад на ловецот, кој што со темпо доаѓа на B4, кој напаѓа топот. Сега, ако земе топ G3, тогаш топ G7. Спремен е да упадне со вториот топ на F7, значи двата топа на седмиот ред и црнополниот ловец. Тие три фигури ќе го матираат црниот крал. Идејата ќе биде топ E7, ловецот ќе го брани топот и вториот на 8 ред матира. Каспаров се обидува уште со топ E3 шах, на што следи прво конј на E2. Сега веќе мора да го заслони нападнатиот ловец, кој што доаѓа на E5 за да го контролира тоа поле, B8. Да не изгуби и топ. И топ од F1 на F7. Значи белиот ја постигна својата цел, двата топа дојде на седмиот ред со разорно дејство. Овдека веќе нема добри потези за црниот. Одамна, почитувани гледачи, Гари Каспаров вака убедливо не изгубил партија. Значи, он зема на H3, пешак кој што воопшто не е важен, на што следи убав потез, најсилен во оваа ситуација, конј D4. Го жртвува конјот кој што е неприкосновен, заради тоа што тој ловец мора да го штити полето B8, ако случајно земе, ловец D4, тогаш би следувал топ од F7 на E7 шах, и било каде да дојде црниот крал на D8 и на F8, веќе тоа поле не е под контрола, топ B8 матира на двата последни реда. Затоа Каспаров дава уште еден осветнички шах предсмртен, крал F1 и сега топ E4. Топ E4, следи прво шах. На F8 не може да дојде, мора на D8 и сега последниот потез во оваа партија, тоа е потезот конј на C6 шах. Гари Каспаров во оваа ситуација се предал, не чекајќи да биде матиран во два потези, изнуден е крал C8, на што би следувал конј на A7 шах и кога ќе се врати кралот на D8, тогаш топот од B7 матира на D7. Го матира со два топа во центарот на таблата, многу ваматна слика. Голема победа на Веселин Топалов. Сега ќе погледаме втората партија за вечерашниот коментар. Тоа е партијата помеѓу Роберт Кочински од Полска и шампионката на Унгарија Јудит Полгар, која што на оваа олимпијада ја предводи машката екипа, затоа што таа има и најголем рейтинг во Унгарија, е меѓу првите 20 во светот, и со самото тоа влезе во историјата на шахот. Како единствена која што го предводи машкиот тим, таа е всушност најсилна шахистка на сите времиња. Роберт Кочински од Полска е исто млад велемајстор. Оваа партија е играна во второто коло. Значи Кочински против Јудит Полгар во мечот помеѓу Полска, репрезентацијата на Полска и репрезентацијата на Унгарија. Кочински се отвори со потезот E2 и 4, на што следеше исто така C5, како во претходната партија, со тоа што ќе видиме друга варијанта. Конј F3, E6. Тоа е увод во Паулсеновата варијанта на сицилијанска одбрана. Сега прво конј C3, A6.
Дури сега белиот настапува во центарот со d4, на што следи измена на d4 и на коњ d4 дама c7. Еден еластичен систем кој што овозможува прелаз и во други варијанти на сицилијанска одбрана. Значи дама c7, сега ловец e2. Значи белиот се развива. Во оваа позиција Јудит Полгар го игра потезот b5, кој што може да се игра, но кој што не е по мој вкус, затоа што многу малку прави за развојот на фигурите. Нормален потез беше коњ c6, коњ f6 и така натаму. Значи да се развива. Јудит Полгар во оваа партија ќе видиме дека нема тоа да го направи на време и затоа ќе биде жестоко казнета. Мала рокада. Ловец b7. Значи белиот разви три лесни фигури и уште еден развоен потез рокада, додека црната од лесните фигури го развива само ловецот белополен. Заради тоа белиот сега нема потреба да го брани тој пешак на e4, туку игра топ на e1, најдобар потез во оваа ситуација. Ако црната се полакоми со b4, коња 4, ловец e4, да го земе тој централен пешак, би следал потезот ловец f3. Да се промени единствената активна фигура на унгарската шампионка и да се забрза уште повеќе развој. Значи ловец f3, ловец f3, дама f3 со напад на топот. И нели зема залет и за ловец f4. Например, ако коњ c6 би следал потезот ловец на f4. Сега не може коњ d4, затоа што прва дама 8 е шах. Ако дојде, например, на b7 или на a7, би следал и потезот коњ на f5. Овде се гледа и смислата на потезот топ e1. Полето d6 е ослабено, црната не развива ни една фигура од кралското крило. Значи белиот ќе дојде на d6 една од своите фигури и ќе дојде во скоро решавачка предност. Значи сите редови му се поврзани, сите фигури се развиени, наспроти црните кои што се неразвиени. Значи на топ e1, ловец c5. Вториот светски првак Емануел Ласкар, кој што бил најдолго светски првак 27 години, во својот учебник за тоа како треба да се игра шах, кажал дека прво треба да се развиваат во отворањето коњите, а подоцна ловците, затоа што коњите одат спрема центарот во главном во почетната фаза, додека ловците не е јасно уште кај треба да бидат развиени. Тоа се разбира општо правило. Меѓутоа, ќе видиме дека Јудит Полгар точно ќе има проблеми со своите коњи кои што се се уште неразвиени во оваа партија. Сега следи уште еден одличен потез, ловец на f3. Ловец на f3. Значи, d6. Гледате, се уште не се изјаснува со тој коњ. Сега, коњ на b3. Ако сега ловецот отстапи на b6, тогаш a4 следи и на b4 a5. Ако го повлече повторно ловецот, коњ а4. Белиот има јасна предност. Јудит брза да развие уште некоја фигура, но веќе ќе биде доцна. Коњ d7 и сега следи потезот e5. Едно од основните правила во шахот гласи дека кога едната страна е неразвиена, другата страна треба што побрзо да ја отвори играта. Како што и постапува Роберт Кучински. Значи e5, следи d5, сега ловец b7, дама b7, коњ c5, коњ c5 и топ e5. Значи, позицијата доби друга форма. Белиот
со темпо го нападна, губете топот во игра и го напаѓа овој конј. Коњот веднаш отстапи, прво даде меѓу потез шех, дама е 2, сега на дама Т6, ловец Е3 ке следеше, конј Д7 и сега топот доаѓа на Г5. Значи, ја напаѓа ова слабост на Г7. Единствен потез е ова ситуација Г6 и сега игра по целата табла. А4. Значи комбинирано. А4. Следи Б4 и коњот доаѓа на централно поле Е4. Конечно, Полгар го развива и овој конј. Не, пардон. Само секунд. На А4 прво следи Х6 меѓу потез. На топ Г3, Б4, конј Е4, се заканува со шах-шех, затоа прво дама С6, и сега топот кој што ја исполни својата функција на кралското крило доаѓа на централната позиција на Д3. Сега дори конј Г6, и сега не конј Д6 шах, тоа само би било убаво на изглед, затоа што нема директна полза, туку конј F6, измена на F6, конј зема на F6, топ D8, крал D8. Значи црната остане и без рокада и сега дама E5. На централна позиција го врзува и го напаѓа коњот. Мора крал на E7 и сега уште еден силен потез, ловец D2. Ловец D2. Црната позиција е безрадосна, полна е со слабости. А5, дама А5, топ Б8, ловец Б4 шах, значи ги изгуби тие два пион, крал Е8, ловец А3 и понатаму е партијата не е интересна, тоа се два пиони помалку, белиот ги има сите плусови во позицијата и понатаму е техника, нели, шаховска техника, која што несомнено Кучински ја поседува. Ова партија беше играна уште десетина потези, но тоа беа само ученички напори на Јудит Полгар да нешто направи во позиција, се разбира дека тоа не беше возможно. Драги гледачи, со тоа би го завршиле овој шаховски коментар, да очекуваме добри вести од нашите шахисти кои што во последните две кола направија 7 поени од 8 можни. Веќе значи после оној непријатен пораз успеа брзо да се опорават и да прават добри резултати. Очекувајќи такви вести од Москва, ве поздравуваме за вечера. Коло води втората екипа на Русија со 19,5 бода пред група од 5 екипи со по 19 бода. Тоа се Босна и Херцеговина, Естонија, Југославија, Арменија и Русија прва екипа. Македонија има 16 бода по првите 7 кола на Олимпијадата. Впечатлив е денешниот успех 2:2 против Узбекистан, носител на сребрениот медал од претходната Олимпијада во Манила. Ги слушнавме на нашите репрезентативци, драги гледачи, кои што се наоѓаат во добро расположение. Ете вечерва стигнаа да отидат и на забава, затоа што утре имаат слободен ден, малку да се релаксираат после напорните борби. Слушнавме дека само Митков полесно ремизираше својата партија денес, но за жал Митков попрво од сите други и отишол на забава, не успеавме да добиеме неговата партија, затоа вечерва ќе ја прикажеме партијата помеѓу двократниот шампион на бившиот Советски сојуз, Лав Сахис, и светскиот првак младински Игор Миладиновиќ, светскиот првак од минатата година. Таа партија беше играна во мечот помеѓу Израел и Југославија во петото коло. Лав Сахис се отвори со потезот С4, на што следеше Е6. Конј F3, D5, D4. Отворањето започнува како дамин гамбит. Конј F6, но со потезот G3 Сахис ја игра каталонската одбрана. Ловец Е7, ловец Г2, рокада и белиот рокира. И сега младиот Игор Миладиновиќ го игра потезот С6. Ја игра така наречената затворена варијанта на каталонско отварање. Нели ловецот од Г2 врши притисок во диагоналата Х1 на А8, а со овој потез С6, значи сака да го ограничи што повеќе тој
каталонски ловец, кој што решил многу партии во отворање. Друга можност беше DC4, тоа е така наречената отворена варијанта која што почесто се игра во праксата. Значи, после потезот C6, Псахис, кој што со 17 години беше првак на Русија, го бира потезот конј C3. Сега, ако следи DC4, тогаш конј е 5 и го враќа тој пешак со добра игра. Значи, црниот го продолжува развојот, конј од Б на D7 и сега потезот кој што прв пат го одиграл бившиот светски првак Михаил Ботвиник 1936 година во Нотингем, дама D3. Алјехин имал многу високо мислење за овој потез, најмногу благодарение и на таа прекрасна победа во таа партија, која што значи Ботвиник ја добил против Томас. B6. Да го развие и белополниот ловец, последната неразвиена фигура. Дама D3 не само што го штити тој пешак на C4, туку го овозможува и настапот во центарот со E4. Ловец А6, одличен одговор, веднаш го напаѓа пешакот на C4, кој што мора да се брани со B3. Со B3. Сега треба да се изјасни црниот каде ќе земе. Ако земе на E4, тогаш конј E4 и без разлика дали ќе земе на E4, уште еднаш конј E4, дама E4 или ќе остане значи некој друг потез опција 8, белиот би имал предност во простор. Сега следи DC4, BC4 и потезот E5. Овој потез се уште не е нов. Нов ќе биде наредниот потез кој што ќе го игра младиот Игор, со што ќе го изненади Псахиса. Значи E5. Сега на E5 може да земе на два начина. Со конј да земе или да земе со пешак. Нели? Ќе видиме Псахис игра трет потез. Ако земе со пешак, речеме, тогаш би следило конј G4. Конј G4 со идеја конј E5 и белите пешаци ќе бидат нели, на А2 на C4 слаби, додека црните се сите во маса. Ако проба да го браните пешак со ловец F4, затоа што само на тој начин може, тогаш би следел овој остар потез, G5, да го избрка ловецот од таа позиција и понатаму повторно конјот G на E5. Конјот би дошол на централна позиција, ќе биде веднаш нанишан и тој пешак на C4 и така црниот би освоили материјал. Топ D1 следи. И сега потезот кој што е важен за теоријата на отворањата, за оваа варијанта е потезот дама C7. До сега се играни ED4, конј D4, значи конјот после тој конј доаѓа на F5 на многу добро поле и друг потез ловец B4, меѓутоа црниот не е изедначил играта со таква игра. После овој потез дама C7, значи Псахис длабоко се замислил, не му се допаѓала очигледно позицијата. Белиот нема конкретно на што да игра. Нели се црниот ги поврза сите редови, а остануваат проблемите со тој пешак на C4. Со тој пешак на C4. Дури сега се решава да земе на E5, на што следи конј E5. Значи D5, конј E5, конј E5, дама E5. Дама E5. Црниот има подобра пешачка структура. Псахис брза да го затвори, да го заврши развојот со ловец B2, на што дамата нели доаѓа на E6 и повторно го напаѓа пешакот на C4. На C4. Псахис во оваа ситуација го игра потезот E5. Контранапад, значи го дава тој пешак, меѓутоа тогаш би отворил оваа диагонала и би ги разиграл фигурите. Затоа веднаш не зема, туку корисен потез конј G4. Сака да земе со конј, напаѓа со конј, а истовремено виси пешакот на C4. Значи двата пешака му висат истовремено, од кој што едниот не ќе може да го брани згодно. Тој се решава на топ E1, топ E1, значи на овој начин. А црниот прво
ја засилува позицијата. Значи, се дека може да ја засилува позицијата, прво ќе ја засилува, а за материјалот ќе дојде покасно. Значи, топ од А на D8, дама E4 и последниот потез во оваа партија, ловец C5. Ловец C5 и Псахис се предал во оваа ситуација. Се предал затоа што не може да брани згодно на F2. Ако топ F1, тогаш ловец ќе земе на C4, ќе го нападне тој топ, значи би изгубил квалитет или повторно стануваат тие проблеми. Значи, младиот Игор Миладиновиќ со потезот дама C7 толку изненади својот противник што он одигра далеку под своите можности и веројатно доживеа еден од најтешките порази во својата богата кариера. А Југославија во тој меч, токму благодарение на победата на Игор Миладиновиќ, играше нерешено против многу силната екипа на Израел, која што е составена од велемајстори кои што порано живееле на просторите на Советскиот сојуз. Тоа би било се за вечерва, пријатно. Добро вечер, почитувани гледачи. И вечерва добивме прекрасни вести од Москва. Нашата машка репрезентација го доби денешниот меч против Туркмекистан со 3:1 без пораз. Победата ја донесла нашите двајца велемајстори Никола Митков и Владко Богдановски. Тие две партии ќе ги погледаме и на демонстрацијната табла. Значи, македонската репрезентација после незгодниот пораз од Перу, значи тотално се опорави и направи победи против Порто Рико 4:0, против Такинистан 3:1, Узбекистан е решено 2:2 и вечерва 3:1, така да со 19 бода се котира некаде околу 23-то место на табелата, што представува голем резултат во оваа конкуренција. Од другите поважни резултати во денешното коло би ги издвоиле. Естонија и втората екипа на Русија играа нерешено 2:2. Олимо Розевич 1:0, Елвест Звијагинцев реми, Сеп Улибин реми и резултатот за младата екипа на Русија го изедначи со Каев против Венголд. Југославија продолжува исто така со одличните игри. Вечерва ја победи силната репрезентација на Арменија со 3:1. Победата ја донесоа Љубомир Љубоевиќ на првата табла против Рафаел Вагањан и младиот Миладиновиќ против Анастасијан. За одбележување е настапот на младиот Миладиновиќ кој што има 7 поени од 8 можни. Дамјановиќ против Акопјан и Поповиќ против Елпутјан ги ремизираа своите партии. Босна и Херцеговина минимално загуби од бранителот на златната медаља од претходната Олимпијада Русија, предводена од Гари Каспаров. Предраг Николич успеа да издржи со црни фигури. Единствена победа за рускиот тим извојува Тивјаков против Диздаревиќ. Бареев со Соколов ремизираше, како и Дреев со Курајца. Холандија, Бугарија 2:2. Многу борбен меч, без реми. На првите две табли Топалов и Георгиев ги совладаа своите јаки противници Тиман и Пикет, додека честа на Холандија ја спасија Вандер Стерен против Спасов, како и Ван Вели Соколев. За одбележување и резултатот на младиот Топалов, кој што направи 5,5 поени од 6 можни, совладувајќи ги меѓу другите и Гари Каспаров. Исланд, Филипини исто така 2:2. Литванија високо ја порази Словачка со 3:1 и значително го подобри своето место на табелата. Украина ја совлада Шпанија со 3:1, а Германија извојува минимална победа против Унгарија од 2,5:1,5 благодарение на победата на Јусупов на првата табла против младата Јудит Полгар. Англија исто така извојува значајна победа. Победена е екипата на Израел со 3:1 и тоа благодарение на победите на првите две табли. Шорт го совлада Псахиса, додека Адамс беше подобар од Гринфелд. И Латвија-Данска 1,5:2,5. Тоа е мало изненадување на колото, затоа што Латвија е предводена од еден од најаките шахисти на современоста Широв. Да го видиме и да ја видиме и табелата после шестото коло.
На прво место се наоѓа Југославија со 22 бода. Прекрасен резултат. Со 21,5 поени на второто и третото место, на делбата на второто и третото место се наоѓаат првата и втората репрезентација на Русија. Додека за Русија еден овај очекуван резултат, големо изненадување представуваат младинците на Русија кои што имаат вака високо котираат на табелата. Понатаму следат Литванија со 21, Естонија со 21, како и Украина. Македонија со 19 поени е доста добро котирана на табелата. Сега ќе ги погледаме паровите и резултатите и табелата на женскиот турнир. Женскиот турнир Македонија помалку успешно игра отколку нивните машки колеги. Вечерва е поразена од Индија со 1:2 и тоа по табли Косковска Типсај Реми, Секуловска Дар Реми, а нашата репрезентација изгуби заради поразот на Софревска на третата табла од Муринели. Грузија победува со високите победи, вечерва жртва беше Молдавија. 0:2,5, Азербејџан, Унгарија 0:3, висока победа на Унгарија, што ја возможи да се приближи за пола поен до Грузија, но се уште разликата е 2 бода. Кина, Казахстан 2:1 и Украина, Естонија 2:1. Табелата изгледа вака. Грузија 20,5, убедливо на првото место. На второ место е Унгарија, единствен кој што некако се обидува, значи да води трка за златниот медал. Понатаму следи Молдавија на третото место, а на четврто и пето место на делба се наоѓаат Кина и Украина. Македонија малку заостана со 12 бода. Сега, почитувани гледачи, ќе поминеме на демонстрационата табла да ги погледаме двете прекрасни победи на нашите двајца велемајстори, Митков и Богдановски. Најпрво ќе погледаме победата на Никола Митков на првата табла. Никола Митков вечерва со црни фигури против Анагелдиев. Се бранеше со немцо-индиска одбрана. D4, конј F6, C4, E6, конј C3, сака полн центар со E4, црниот него дозволува тоа и ја игра многу популарната немцовичева индиска одбрана. Ловец B4. Сега следи E3, рокада. И белиот ја бира оваа варијанта со потезот конј E2, Рубинштајнова варијанта. Идејата е А3, кој ќе земе ловец C3, да не расипа својата пешачка структура, туку да земе со конј на C3 и да оствари ловечка двојка. Топ Е8, многу интересен одговор, значи не се изјаснува D5 и C5, туку прави место за тој ловец. Не сака да го промени за конј. И на А3, ловецот се враќа на F8. Белиот треба да го заврши развојот, затоа конјот доаѓа на F4 да отвори пат на белополниот ловец. Сега следи C6, D5. Битката се води околу центарот. Сега Митков ќе проба да мине од страна да го подрие овој силен центар, значи А6. Ловец Е2 и Б5. Сега ако продолжи и претходно малку D6, значи тој ќе беше изолиран пешак, нели C5, понатаму ќе го освои тој пешак. Ќе видиме дека после мала рокада Б зема на C4, нели да го ослаби белиот центар, а на Гелдиев нема да одолее на искушението и ќе го одигра овој потез D6, кој што на прв поглед изгледа силен затоа што го кочи развојот на црните. Но тоа представува всушност жртва на пешак. Дама А5, ловец C4 и дама C5. Значи црниот ќе изгуби малку време, но ќе го земе тој клучен пешак, кој што му смета да ги развие другите фигури и ќе се покаже дека неговата концепција е правилна. Дека белиот не ќе може да го искористи тој привремено доцнење со развојот. Значи дама Е2 беше под удар и ловецот, сега дама D6, белиот Е4, нели во центарот, сака и Е5, затоа дамата доаѓа на Е5 и го отвара патот за Д пешакот.
Значи црниот има еден пион повеќе во центар и кога ќе го продвижи, ќе биде се во ред со црната позиција. Следи коњ D3, дама H5. Се разбира дека на белиот не му одговара во оваа позиција да ги промени дамите, затоа што има еден пешак помалку. Затоа F3 и еве, гледачи стигна, значи Никола стигна со потезот D5. Мора да отстапи ловецот, тој отстапува на А2 и сега одличен потез. А5. Одличен потез. Кога има едната страна материјална предност, тогаш најдобро е да се променат фигурите што повеќе, да се сочуваат пешаците, но да се променат фигурите. Значи, после потезот А5, Митков сака ловец А6, да изврши притисок по оваа диагонала, да го заврши развојот, да промени некоја фигура и за да дојде материјалната предност до израз. Белиот се разбира мора нешто да се обиде да докаже исправноста на својата концепција со жртва на пешак. Дама G4, е напаѓа дамата доаѓа на H4. Значи, ова црната дама за сега е малку ван игра, но ќе видиме дека таа на време ќе се вклучи во играта. Ловец F4. Белиот го заврши развојот. Митков со потезот ловец А6 ја остварува својата идеја. Топ од А на D1. Следи. Прво, значи, E5 го протерува коњот деф на D7, или топ од А на D1, но коњот сега доаѓа на C5. Два пати го напаѓа коњот, мора ловец на B1, и сега коњот од Б на D7. Така црниот го заврши својот развој, остана со материјална предност, и од сега па до крајот на партијата, иницијативата е на негова страна. Ловец G3 за да му даде пат на F пешакот. Дамата заврши голема работа и се враќа на почетното поле D8. Дама D8, значи F4. Сега белиот ќе проба малку да нападне на кралското крило, но сите црни фигури се добро поставени, редовите му се складно развиени, нема слабости во пешачката структура и нема причина да се плаши. Тој својата игра е гради на даминото крило. Следи топ B8. Белиот игра еден ваков припремен потез, крал H1 и сега F5. F5. Значи да стабилизира и ситуацијата на даминото крило. Како да продолжи белиот? Ако G5, тогаш значи дека се лишува од сите шанси за некаков да импровизира некаков напад, затоа што предуслови за вистински напад и нема. Нели? G5, F5, топ G1. Топ G1. И во овој момент Никола Митков прави мала непрецизност. Не мораше да брза со расплетот, можеше да одигра уште еден корисен потез. Прво G6, да види да си изјасни белиот како би продолжи, затоа што белиот нема овдека, во оваа позиција нема на што многу да игра, а понатаму ќе следеше измена на фигурите. За среќа, таа мала непрецизност немаше некакви големи последици. Митков се решава веднаш да промени. Ловец D3, коњ D3, дама D3 и во оваа позиција G6. G6. Како да продолжи белиот? Не му е лесно и тој се решава сега да влезе во еден расплет. Не се гледа ништо подобро. Значи, коњ зема на D5. Сега на CD5, дама D5 би било шах и после дама D7. На тој начин би освоил два пешака. Меѓутоа на коњ D5 следи прво коњ E5. F зема на E5, дама зема на D5, промена на дамите, дама D5, CD5, топ D5, топ B2 и топ A5. Значи партијата дојде во завршница. Завршница, но тоа е остра завршница. Да видиме, значи белиот има пешак на H2, на A3 и на E5. Сите три пешака значи се далеко еден од друг, додека црните пешаци се во маса. И сега многу важен потез.
топ на E6. Најдобар потез во оваа позиција. Значи, пред да го донесе ловецот на E7 и да ги продвижи своите 3 пешака против ово 1 на кралското крило, прво е подобрува позицијата на топот. Значи, смета дека тој А пешак не е толку опасен, далеко е, топот му е на вториот ред, додека ќе има страшна иницијатива на кралското крило. Неговата оценка на позицијата ќе се покаже дека е исправна. Следи топ на C1, топот доаѓа на отворената линија и сега ловец E7. Ловец E7. Топ C7, белиот така да се активира на 7-иот ред. И сега уште еден одличен потез на нашиот млад велемајстор. Топ E2. Топ E2. Идејата му е, ако да речеме ловец H4, сега не може ловец H4, затоа што тој би бил матиран по 7-иот и 8-иот ред, тогаш би следела жртва. Жртва во завршница.